По 2 години од подпишувањето на Преспанскиот договор, државата стана 30-та земја членка на НАТО и е во последна фаза од процесот за членство во Европската Унија. Договорот го поздравија сите, освен ВМРО ДПМН, кој сега пред избори билда патриотизам дека ќе го врати името. Техничкиот премиер Оливер Спасовски на одбележувањето на договорот од Преспа истакна дека пред 2 години во меѓународно афирмиран процес ги обезбедивме трајните гаранции за македонскиот јазик и идентитет и нашето членство во НАТО и влеговме во последната фаза од процесот за членство во Европската Унија, додавајќи дека договорот од Преспа е модел за европско однесување, модел за Балкан достоен за 21 век, како рамноправен и неделив дел од Европската Унија. Со договорот од Преспа, од тотална изолација на меѓународна сцена, направивме пресвртница и ја вративме Северна Македонија на агендата за проширување на Европската Унија и добивме членство во НАТО. Тоа е најсилна гаранција за територијалниот суверенитет, гаранција за безбедноста и стабилноста. Во март 2020 година Европската Унија донесе позитивна одлука за започнување на преговори за членство, а пандемијата предизвикана од COVID-19 не ја спречува Европската комисија да финализира преговарачка рамка и до крајот на 2020 година и формално да започнат преговорите за членство во Унијата. Во еден таков меѓународно афирмиран процес ги обезбедивме трајните гаранции за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Тие се сега признаени од целиот свет и тоа никој повеќе не може да ни го одземе. Лидерот на СДСМ Зоран Заев истакна дека Преспанскиот договор не донесе чекор поблиску до Европската Унија и конечно ги отворивме вратите на нашата ЕУ интеграција. По 15 години чекање почнавме преговори за членство. НАТО и ЕУ се наша силна поддршка за развој, но и за соочување со предизвиците и опасностите како што е коронавирусот. Изминатиот период добивме голема помош и поддршка од нив. Од една страна е коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, која го исполнува генерацијскиот сон за полноправно членство во НАТО и носи почеток на преговорите со Европската Унија. Коалиција за повисоки плати и пензии, економски раст, за рекордно ниска невработеност, јасна и проверена опција за слобода и демократија. Од друга страна се ВМРО ДПМН со централата во Будимпешта и Бел дворец во Скопје, кои се закануваат со поништување на Преспанската спогодба, правејќи се за да се врати режимот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски билда патриотизам пред избори и најавува дека ќе го врати името Македонија. Со иста порака се огласи Игор Дурловски, носителот на кандидатската листа на ВМРО ДПМН, кој вели дека пред 2 години СДСМ и тогашниот премиер Зоран Заев го подпишаа Преспанскиот договор со кој се изврши според него најголемото предавство и најави враќање на Македонија на македонците. Идејата на ВМРО ДПМН тогаш, сега, а ви уверувам и во иднина, ќе биде Македонија. Како што вели апостолот на македонската борба за слобода Гоце Делчев, дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ понестрекен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија?
Од ова место големиот Кузман Јосифовски Питу, или како што многумина го нарекувале Гоце Делчев на народно-ослободителната борба, порачал: од Илинден до денес многу знаени и незнаени херои загина во борбата за Македонија. Ние македонците сакаме да живееме во слобода и да имаме своја држава. Денес и ние го следиме патот на нашите дедовци и татковци и оддаваме почит кон сите жртви дадени за идејата Македонија на македонците. Зекир Амчиловиќ е еден од 8 пратеници кои излегува од ВМРО ДПМН и гласаше во собранието за уставните измени, и тој не смета дека е предавник, како што го нарекуваат членовите и активистите на ВМРО ДПМН. Напротив, тој вели дека го направил најдоброто за државата. Ние како пратеници се одлучивме да не го да не го прифатиме ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и воопшто на ВМРО ДПМН како партија во поглед на промените на уставот, а не преспанскиот договор, и од тој аспект ние во дадената ситуација го направивме нешто најможно по мене добро за државата, и тоа се виде во изминатиот период со членството во НАТО, со веќе одлуката за преговори со ЕУ, така да од таа страна, значи, ние како пратеници постапивме одговорно, и тоа треба да биде сето она што треба секој пратеник понатаму да не по секоја цена, да кажеме, да ги заради дневно партиски политички интереси, да ги остава државните интереси на страна кога се работи за вакви крупни прашања. Не им е првпат на ВМРО ДПМН да шират лажни вести и дезинформации во врска со преспанскиот договор. Еднаш граѓаните не ги послуша и гласа за референдумот. Дали и овој пат ќе биде така, останува да се види во наредниот период.